Премиерот Христијан Мицковски денес најави енергетски предизвикувачка зима, при тоа образложувајќи ги причините за тоа. Имам чувство дека оваа зима ќе биде прилично предизвикувачка, не поради температурата, туку поради состојбата за жал што се случува во Украина. Таму комплетно е уништен електроенергетскиот систем и Украина влече од Европа, што значи дека ќе ја качи цената на електричната енергија на берзите во Европа и ќе ја намали количината, бидејќи зимоска веќе фотоволтаиците, односно соларните централи нема да произведуваат како што произведувале тоа. Така што ние мораме да бидеме подготвени. На прашањето каков е планот за излез од кризата на енергетскиот сектор, Мицковски аргументираше. По фактури за увоз на јаглен, долгот е околу 1,5 милиарди. Околу 25 милиони евра на правни лица. Во преговори и разговори со тие правни лица добиени се каса сконто попуст, намалување на тие фактури од отприлика 5 милиони евра. Можете да замислите каде завршувале тие 5 милиони евра. Мислам дека едната компанија ќе даде попуст од 10%, а другата 20%. И мислам дека тоа ќе генерира отприлика околу 5 милиони евра попуст на веќе доспејани фактури. И тоа е огромен успех. Значи, вие имате договор, имате фактури и преговарате со нив за да може да го сервисирате долгот и обезбедувате попуст. Замислете каде завршувале тие пари. Тоа е прво. Второ, по основ на ископ на јеловина и јаглен затекнати се долгување од 2 милиарди денари. И тоа е една алармантна состојба. За ваквата состојба Мицковски вели дека виновници ќе има. 2017 година август месец, кога јас престанав да бидам директор на тогашното ЕЛЕМ, во компанијата имаше нула долгови, депозити во комерцијалните банки од 1,5 милиарди денари, 25 милиони евра и некаде околу 480 милиони денари на сметка на компанијата. Со исплатена плата за јули во август. Сепак, за граѓаните и бизнисот, клучно прашање е дали цената на струјата и гасот ќе остане или ќе има нови покачувања. Одговор на оваа дилема засега нема, а нови информации се најавуваат во наредниот период.